Добар ден, криптоентузијасти. Имаме денеска малку подолго видео, за жал. Се обидам да го направам што може пократко, но едноставно не е возможно. Гледате и сами имаме многу вести за кои што треба да поразговараме, така да поради оваа причина се надевам нема да ви смета, но ќе гледам да видим што можем побрз. Проблемот е што ако сакате да ви објаснам како што треба, едноставно не може да биде направено брзо, така да се извинувам за долгите видеа. Но нели, како што гледате и сами, кога ги правиме видеата, навистина уживаме во тоа што го работиме како тим, оние соработници кои што ги имаме со нас нормално, така да се надевам дека уживате и вие. Посебно со оглед на фактот дека имаме многу добри вести во текот на ова видео кој што ќе го направиме денес. Не заборавајте дека секогаш вестите кои што ги правиме на нашиот канал се поделени со тоа што прво разговараме за криптопроектите, најбитните вести кои што моментално го поместуваат пазарот, потоа преминуваме на моменталните апгрейди, нешто што е битно за секој посебен проект и на крајот зборуваме за генералната адаптација во светот во однос со тоа како крипто постепено го абсорбира. Извинете, како светот постепено го абсорбира самото крипто. Сега за почеток, како што може да видите и сами, прво ќе поразговараме за најбитната тема, а тоа е дека имаме се помалку биткоин на берзите, што е уствари и едно од најбитните индикатори за тоа каде се наоѓаме во еден циклус, со тоа што во оваа ситуација е многу битно да се каже, значи дека моментално добиваме пазар кој што е и ликвиден од биткоин како нели најголемата валута, во која што имаме 78% од оваа валута која што нели е моментално во циркулација е извадена од менувачници и е моментално на hard wallet-и. Со тоа што имаме само 22% од истата која што моментално се наоѓа на берзите за тргување. Сега, зошто е толку битно? Значи, колку повеќе оваа валута е извадена од менувачниците, толку помалку ликвидност има во однос на потенцијален пад или раст на самата валута, но во исто време знаеме и сами дека колку помалку одредено добро е достапно на пазарот, толку нормално неговата цена е поголема веројатноста дека ќе порасне затоа што нема од каде да се купи. Сега, тоа е многу добар фактор што ни покажува дека само 22% моментално од целата количина на биткоин е ставена на менувачница спремна за да биде фактички продадена. Што е многу добар фактор. Значи гледаме дека прв пат имаме ваков тип, добро, иако нели ова постојано е истата ситуација со некои мали промени во однос до кога се наоѓаме на самиот врв каде што луѓето нели продаваат, како што можеме да видиме. Значи како се мајна биткоинот моментално, така истиот го следи овој тренд нагоре, со тоа што гледаме дека постојано, значи повеќе од 70% од биткоинот е во hard wallet-и. Значи, со тоа што дополнително ни покажува дека многу мала количина на биткоин се продава, како што можеме да видиме и на самите врвови. Значи, гледате колку мала количина на биткоин се продава, а го предизвикува овој пад на цената. Што значи дека поголемиот дел луѓето кои што поседуваат биткоин никогаш не го продале и никогаш не го. Тоа што може да погледнеме од самата крива која што ја гледаме оваа ситуација, дека како биткоинот се произведува, така истиот се трга од менувачниците, значи воопшто никогаш не влегол. Значи ова е уствари за тоа колку е иликвиден значи supply-от на биткоин, односно колку истиот е надвор од надвор од менувачници. Тоа што моментално, значи оприлика негде околу помалку од 15 милиона, имаше овдека и точна бројка, се наоѓа надвор од нели менувачниците. Повторно 78% и со тоа што знаеме дека е прилика негде околу 19 милиона произведено до сега измајнато, значи негде околу по оваа ситуација негде под 15 милиона, ма иако не е 15 милиона, да, 15 милиона се буквално надвор од менувачници, што е многу добар показател, со тоа што ова е на долг ран, додека можеме да видиме и на краток ран, овдека е исто така, значи продавање и купување, односно каква е ликвидноста на менувачниците, со тоа што кога имаме значи зелени бранови, тоа значи дека се помалку имаме ликвидност, односно се помала ликвидноста на менувачниците, со тоа што кога имаме црвени бранови, значи дека некој прави дамп моментално на менувачниците и гледаме дека тоа е секогаш кога сме добивале врв. Значи дали е тоа врв на bull market или е, да речем, неуспешен bull market, значи во таквите ситуации имаме најголеми дампови на менувачниците, каде што овие мали, што ги гледате пореметување на
овој заклучување на биткоин е уствари ова што може да го видиме малку во, да речем, по флуктуирачки индикатор овдека, со тоа што многу битна работа што може да забележиме во ова е тоа дека ова е последниот пат кој што го доживеавме после падот на FTX, кој што можеме да видиме дека луѓето почнале многу да се опаметуваат со тоа што до сега ниту еднаш не сме виделе толку големо вадење од менувачници и заклучување во волети. Ја верувам дека поголемиот дел од луѓето кои што го следат овој канал го искусија тоа, за жал, но нели подобро касно отколку никогаш, со оглед на фактот дека верувам дека поголемиот дел од вас не беа афектирани од ваквиот пат на FTX и се надевам дека никогаш нема да бидете, но како што кажав и секогаш, нашиот канал постојано го пропагира истото што постојано го кажуваме, а тоа е секогаш тргајте ги вашите пари од берза. Овдека нели зборувам за крипто средства. Значи 15 милиона биткоин моментално се надвор од менувачниците, тоа што само 4,3 милиона моментално се наоѓаат на менувачници, што е кратко речено нели анализата која што можеме да заклучиме од овој чарт, со тоа што не заборавајте уште еднаш дека ваков раст на заклучување на биткоин надвор од менувачници до сега не бил виден, што може да резултира и со уште еден индикатор кој што го имаме дека се наоѓаме на вистина на потенцијалното дно. Сега, овдека запамтете ова заклучување на дното, кога ќе дојдеме до ситуација во која што ќе разговараме дека моментално институциите купуваат што може повеќе. Значи многу битна работа. Сега најбитната тема за која што денеска треба да разговараме е ситуацијата со DCG. Значи, нашиот канал ни во еден момент не заборави колку критична е целата ситуација во однос на Digital Currency Group и нивната изложеност моментално на проблемот со FTX. Со тоа што моментално ќе се обидеме да објасниме затоа што целата оваа ситуација е многу комплицирана и како повеќе се откриваат детали се по-комплицирана изгледа оваа ситуација, така да би сакале да пробаме што можеме почисто да го објасниме ова, но нормално нема да можеме да навлеземе целосно во детали. Идејата е да добиете генерална слика на тоа што се случува во моментот, затоа што оваа ситуација е на вистина, како да кажам, доста потенцијално опасна за целата сфера, тоа што може да предизвика голем дамп на цените на се. Сега, прво мораме да почнеме, значи, овдека многу добро објаснето од Defiant, че проблемот е што моментално има многу мал обем на информации за тоа што се случува моментално во ситуацијата со Genesis, прво како една од овие 5 компании за Digital Currency Group. Со тоа што мораме да напоменеме дека веќе имаме видео во кое што објаснивме во детали што представува Digital Currency Group и каква е нејзината инволвираност во крипто, така да ги завам сите оние кои што не го погледнале да го погледнат. Тоа е видеото на едно од поновите видеа на нашиот канал, ќе видите буквално Digital Currency Group, каде што објаснуваме се во детали. Како и да е, за оние кои што веќе ги гледале овие видеа. Најбитно што мораме да кажеме во оваа ситуација е дека се уште нема официјални вести за тоа што прави Genesis со цел да се справи со најголемиот проблем кој што го има, а тоа е оној огромен 1,8 билиони дефолт кој што ќе настане доколку не успее да ги собере овие пари и да ги врати. Со тоа што сега првенствено главната компликација доаѓа од тоа што имаме повеќе компании кои што се замешани во целата оваа работа. Значи прво кажуваме дека е DCG главната ситуација која што моментално може да направи следен дамп на пазарот. Каде што имаме повеќе компании кои што меѓусебно позајмувале средства со цел нели да се направи ова обрт на средства за да имаме профит и да се вратат назад. Со тоа што вакви обрт на средства моментално е доста збунувачки, со оглед на фактот дека прво мораме да почнеме од моментот дека значи Genesis прво има голема загуба од 3 Arrows Capital. Тоа е еден од големите проблеми кои што моментално се соочува Genesis, затоа што 3 Arrows Capital, значи оттаму почнува најголемиот проблем. Значи мораме да го објасниме ово постепено. Значи во 3 Arrows Capital, само момент да го најдеме тој дел. Значи во 3 Arrows Capital, Genesis има загуба од оприлика 1,2 билиони. Со тоа што 1,2 билиони е уствари залогот кој што Genesis го има дадено на 3 Arrows Capital во моментот кога истите работеле. Значи ова е тоа помеѓусебно позајмување на средства од една на друга корпорација кога нели истата произведува нешто кога прави профит. Со тоа што ваквата загуба е од 1,2 билиона, значи не е директно вратена од страна на Digital Currency Group како да речем главна компанија во која што Grayscale спаѓа, значи по пропаѓањето на 3 Arrows Capital поради нели проблемите со Terra Luna и слично, значи Digital Currency Group испаѓа во пресред на Genesis и дава обврзница
во оваа вредност со која што они ќе го надополнат тоа на оние кои што изгубиле средства. Во превод да речеме 1,2 билиона моментално фалат од Genesis компанијата како компанија, затоа што тоа биле средства кои што ги позајмила на Three Arrows Capital, а Three Arrows Capital моментално е банкротира. Со тоа што ваквите средства првенствено се ветени дека ќе бидат надокнадени од страна на DCG, затоа и DCG моментално и должи, значи и повеќе, не само 575 милиона, поради оваа ситуација. Значи Digital Currency Group првенствено должи на Genesis затоа што ветил со оваа обврзница дека ќе го плати долгот кој што моментално го има Genesis поради загубата на тоа што овој долг кон Genesis се уште не е вратен, иако нели целата ситуација од Three Arrows Capital е така речено минато веќе, со оглед на фактот дека сме веќе во следната криза, со тоа што дополнително, значи иако нели оваа обврзница е начин на кој што фактички DCG ја затвара оваа криза со Three Arrows Capital, каде што во спротивно ќе требало Genesis уште во тоа време да банкротира. Сега, проблемот е што, значи ова е тоа фактички дека Digital Currency Group моментално должи на Genesis на една од своите компании, поради тоа што се обидува да го врати долгот кој што моментално го има кон оние депозитари, кон оние кредитори кои што изгубиле пари во времето на Three Arrows Capital. Со тоа што дополнително, значи и Gemini се обидува, значи сега DCG должи на една од своите компании, додека Gemini се обидува да земе од Genesis моментално 900 милиони долари, кој што се уствари онаа соработка на помеѓусебно давање фондови во која што Gemini ја користела Genesis како практично компанија која што прави профит за оние кои што инвестираа преку Gemini. Значи Gemini Earn програмата уствари представува како што вие на пример стейкате на Binance, каде што вие давате одреден, не знам, одредени криптовалути кои што ви се враќаат со одреден стейкинг reward. Сега во истата ситуација Gemini фактички овој Earn програм кој што бил базиран на тоа да се дадат соодветни криптосредства на Genesis, кој што потоа ги користи овие средства, ги дава на своите позајмувачи, затоа што Genesis уствари представува lending arm со тоа што ова lending arm, односно да речеме, оваа платформа која што во DCG има за цел да добива средства и потоа да ги дава истите на соодветни клиенти. Истата, значи, наеднаш губи целосна контрола на сопствените средства, затоа што губи повеќе од 175 милиони во вредност кои што биле заклучени во FTX. Значи, фактички, Genesis прави пари со тоа што позајмува туѓи средства и профитот од овие средства го задржува, а останатите ги враќа назад на оние кои што ги позајмила. Со тоа што оваа ситуација позајмила од Gemini повеќе од 900 милиони долари, значи тоа е првиот момент кој што треба да го врати, со тоа што доколку погледнеме во генерала, значи е моментално како стоат работите. Значи моментално кон Genesis имаме 900 милиони кои што моментално ги побарува Gemini како надворешен инвеститор во Genesis, додека во исто време имаме и внатрешни инвеститори кои што веќе имаат ангажирано соодветни адвокатски и банкарски услуги, кои што се специјалисти во ваков тип на банкрот процедури, да речеме, во кои што можеме да видиме дека моментално имаме две групи кои што побаруваат одредени суми од Genesis, затоа што истите сакаат едноставно да престанат, да излезат од оваа компанија фактички како инвеститори. Значи, можеме да видиме, со оглед на фактот дека првата сума е 900 милиони од Gemini, гледаме дека имаме и две групи на инвеститори кои што моментално побаруваат, пазите ги сумите, 1,8 билиони и втора група од 900 милиони, со тоа што има различен репрезентатив фактичко во оваа ситуација, значи она што моментално го покажуваме во оваа вест овде. Значи поентата е што се повеќе и повеќе од овие инвеститори се откажуваат моментално од Genesis и се обидуваат да повратат што може повеќе од сопствените средства со цел да излезат од оваа инвестиција. Што е најголемиот проблем што колку оваа криза се одложува, толку повеќе од овие луѓе ќе се обидат да излезат и да си ги земат своите средства, затоа што знаете и сами дека најчесто ликвидационите постапки се зависи од тоа кој прв ќе поднесе барање за поврат на своите средства, со тоа што така и ќе бидат фактички вратени средствата, односно кој бил прв да поднесе барање, ќе добие прв оштета доколку има нешто што би можел фактички да добие од онаа ликвидациона маса. Сега, проблемот е што имаме многу групи кои што моментално бараат да им бидат вратени средствата назад. Овдека
доаѓа до следниот проблем, а тоа е, значи, нели, откако се случи ова да имаме толку многу, така речено, луѓе кои што си ги бараат средствата назад, она што ние го нарековме бенкран класичен, што моментално се случува, буквално она што го најавивме, значи затоа и рековме дека се додека не видиме како ќе се реши оваа ситуација, ние не сме сигурни дека сме на дното на овој bear market. Многу битно. Зошто е тоа така? Значи, моментално има неколку опции кои што моментално на пазарот се можни за да се реши оваа ситуација на добар или на лош начин. Тоа што добриот начин на сите ни е познат, тоа е дека значи Genesis или GD или Digital Currency Group ќе најдат средства со кои што ќе ги покријат овие загуби или ќе успеат да ги убедат значи инвеститорите дека нели ова е само моментална криза, дека нели профитот кој што моментално го прави Grayscale со нивниот фонд и слично, ќе бидат доволни за да можат нели да ги покријат овие загуби во следниот период од работа, што моментално не изгледа дека е еден од случаите кои што ќе се случи, додека обратно од ова, значи имаме ситуација во која што DCG ќе го остави Genesis да пропадне, затоа што истите веќе го тоа го спомна, односно председател на DCG веќе спомна дека доколку треба повторно да се плати за во ситуација Genesis, истите ќе остават оваа компанија да отиде во банкрот, додека во спротивно, она што луѓето го очекуваат е дека за да се спаси фактички моментално ситуацијата со Genesis, голема веројатност дека ќе треба фондот на Grayscale, односно најголемиот фонд на Bitcoin и на Ethereum, да престане да биде фонд, односно да го ликвидираат, средствата кои што ќе бидат фактички добиени од ваквата ликвидација на фондот да бидат вратени на инвеститорите, а оние средства кои што моментално ги поседува самиот DCG, затоа што знаеме и сами дека Digital Currency Group постојано купува назад акции од својот GBTC фонд, значи тоа зборуваме за акции, сега не зборуваме за биткоин. Биткоин е заклучен како таков и врз основа на биткоинот они моментално продаваат акции кои што не тргуваат по самата цена на биткоин, односно тргуваат или над или под цената на биткоин, со тоа што во оваа ситуација, значи они моментално се одиваат што може повеќе да купат од овие акции, со цел да поседуваат што може поголем дел од биткоинот кој што е заклучен во име на инвеститорите на својот фонд. Со тоа што ако го ликвидираат овој фонд, имате значи инвеститори кои што ќе треба да ги добијат сопствените средства назад, без разлика дали тоа ќе биде како што се кажува овде кога ќе има неколку опции. Првата е буквално да се направат нови волети, значи распределени волети во однос на инвеститорите кои што имаат соодветни акции од вредност и во противвредност на овие акции да им биде даден биткоин на Coinbase, затоа што Coinbase е моментално кастади на оваа огромна сума од 630.000 биткоини. Втората опција е да се продадат за кеш, да речеме во случајот в долари, и да им бидат дадени противвредност на пари за моментално колку имаат акции нели во овој фонд, со тоа што значи она сума на пари или на биткоин кој што ќе ја добие назад Grayscale ќе може да биде искористена со цел да се помират значи долговите кон инвеститорите кои што ги има моментално Genesis, со цел да проба барем да се реконструира и да се спаси целата Digital Currency Group. Значи ова е оно што се надеваат дека ќе се случи по големиот дел од да речем искусните инвеститори, но проблемот во целата оваа ситуација е замислете да ликвидирате 630.000 биткоини, односно 10.000 билиони вредни биткоини. Замислете колку голем дамп ќе направи на пазарот тоа. Сега ова е значи најлошата варијанта, значи каде што моментално Grayscale е ставен до зид да мора да ги продаде сите своји, сега не мора да биде сите, но барем ќе мора да го расформира фондот кој што го има, врз основа на кој што продава фактички акции, што би значило дека голем дел од биткоин ќе се врати назад меѓу вложниците, што ќе биде многу голем дамп на пазарот. Не викам дека ќе се случи, ви кажувам дека е можно. Идејата во оваа ситуација е дека мораме да го земеме ово превид како можна ситуација, затоа ние се уште ги чуваме собствените 30% и не сме ги вложиле во пазарот, се додека не видиме дека ова нема да се случи. Значи без разлика дали пазарот се движи нагоре, нас моментално не ни е битно, се додека не видиме како ќе заврши оваа приказна со Genesis, затоа што моментално нема скоро никакви вести, одвај ги најдовме и овие, а е многу битно затоа што моментално ова е како да кажам, тишина пред бура. Значи затоа и нема да брзаме, ќе гледаме каква е ситуацијата со овој момент, па откако ова ќе заврши, ќе одлучиме што понатаму ќе правиме во однос на оние 30% кои што се уште не ни се алоцирани. Значи ја повторно не можам да ви кажам што да правите вие, ова е што правиме ние како група и затоа уште еднаш ќе напоменам, немој да ги зимате сите овие работи директно и да се однесувате точно како нас на пазарот, нормално како и сите
постојано го кажуваме истото дека мора да направите собствено истражување со кое што ќе одлучите дали ова е добар чекор за вас на пазар. Така да направите собствено истражување. Ова е само вест, вие треба да направите собствена анализа како ќе го промените ова или примените ова на пазар. Сега, кога сме кај Gemini, сакам само да напоменам дека иако истите се моментално со поборување од 900 милиони од Genesis, значи истите не запираат со собствениот раст. Ова е вест која што ни беше дадена од Столе Јованов, иначе немаше да најдеме, да бидем искрен. Така да благодарам уште еднаш на заедницата, значи ова и понатаму покажува дека навистина заедницата помага во работата на нашиот канал, се надевам дека тоа ќе продолжи и понатаму нормално, затоа што ова е за доброто на цела заедница. Значи гледаме дека Gemini моментално се проширува во Европа се повеќе со тоа што моментално доби дозвола за работа во Италија и Грција како custody holder, односно виртуален новчаник и менувачница, што е многу добро, ако мене прашувате, посебно со оглед на фактот че ова уште дополнително треба да ви покаже зошто е тоа така. Зошто баш сега се движат кон Европа? Значи, знаете и сами дека нивната основна да речем територија на делување е Австралија. Значи сега се движат кон Европа поради тоа што Мика моментално станува активна во текот на оваа година, односно знаеме дека многу од крипто проектите кои што моментално се активни на пазарот и големи, исто така ќе пара, значи, да бидат легални во било која од државите во Европа, така да, значи, исто и со Gemini. Кога веќе добивате легален статус во Грција или во Италија, вие автоматски би добиле и легален статус ни целата Европа. Нормално останува да видиме дали тоа ќе биде така и за менувачниците, но според она што го знаеме за криптозаконот кој што треба да биде на цела европска територија, голема веројатност е дека и менувачниците ќе спајаат во оваа категорија, каде што доколку добиете легален статус во една од државите, добивате автоматски легален статус во цела Европска унија, така да јас верувам дека ова има голем удел во претпоставувам во нивната стратегија за влез во Европа, затоа што на тој начин добивате легален статус низ цела Европска унија. Останува да видиме, но ова е добра вест во секој случај. Значи колку повеќе овие менувачници добиваат легален статус, толку подобро е за ширење на криптосферата, иако повторно ти кажам, менувачници, ако мене ме прашувате, се добри on and off ramps, каде што може да купите и продадете и замените за, да речам, фиат или крипто, но на крајот од денот јас пак ќе напоменам дека како канал препорачуваме чување на собствените валути, криптовалути на cold storage. Сега, значи да не забораваме дека се уште постои истата оваа приказна, која што е смешна, но и толку жална во исто време, со тоа што, значи, доколку јас украдам нешто во Малта, значи во најбрз можен рок, доколку се знае дека јас сум го украл, ќе бидам во затвор, со тоа што прво ќе бидам ставен во притвор, знаете како води самата правна постапка. Значи прво ќе бидете ставен во притвор, па јавен обвинител ќе разговара со вас, ќе дадете изјава, потоа ќе се поднесе соодветна кривична пријава против вас и така натаму. Значи вие фактички од затвор нема да испаднете, доколку не може да се докаже дека вие сте виновни. Но ова е очигледно ако крадете нешто мало, например, сте украли, не знам, храна, кола, но доколку крадете 10 билиона долари и истите дел од нив ги дадете на владеачката партија, нормално како во оваа ситуација, нели, затоа што Сем Бенкман-Фрид е еден од најголемите инвеститори на Демократската партија во Америка. Нели, повторно не забравяме вчерашното видео, оние ослободителите во светот. Наједнаш вие може да се шетате слободен, иако 1 милион инвеститори во вашата компанија моментално немаат пари, затоа што вие буквално сте си ги прокоцкале, значи сте користеле леверидж позиции преку туѓа компанија која што наводно вие не знаете дека било тоа така. Значи он кажува дека моментално не ни знаел дека средствата од неговата менувачница биле давани, значи не поземувани, давани, значи буквално давани на Аламида, како што се сеќавате онаа шема која што ви ја покажав. Доколку не сте ја погледнале, може да се вратите назад на нашето видео за FTX, каде што детално објаснуваме што точно направиле, сега да не се повторуваме. И значи он сега моментално кажува дека он не знаел, дека тоа него му е ново, дека он не знае што уствари се случило. Значи тоа е жално. Значи да треба вие ова да го кажувате на интервју за New York Times. Значи ќе напоменам уште еднаш. Ако направите некој криминално дејство, а сте обичен смртник и не сте платиле 2 билиона долари на Демократската партија во Америка, значи автоматски вие уште веднаш кога ќе го направите тоа дело, веднаш ќе бидете приведен и т.н. Но ако сте го направиле тоа, очигледно ќе може да го правите пред камери, нели да глумите лудило, во исто време се уште да живеете на Бахамите, се уште да имате соодветни пари со кои што може да живеете нормално вашата куќа и слично. Значи ето тоа е разликата помеѓу кражба на, да речем, 300 евра и кражба на 10 билиона.
чисто да знаете. Значи, тоа е жалната вистина моментално во Америка, во која што 1 милион инвеститори се моментално без огромни суми на пари, додека во исто време Кловнов, Бушав, се шета моментално по телевизија, дава интервјуа и интервјуерите го прашуваат, он глуми лудило дека не знае што се случило, че тоа е толку страшно. Јас го гледав интервјуто, не може да си верувам на ушите како може некој да се прави толку луд. Но нормално, како што кажавме и сами, доколку имате голем грб позади себе, едноставно се е возможно. Гледате. Значи, буквално човекот прима луѓе на интервјуа, во исто време од Alameda Research, значи повеќето од луѓето кои што се во Alameda Research не можат да бидат пронајдени. Значи, се кажува дека девојката негова бивша, која што е еден од оние кои што го правеле се тоа, значи он ги дал средствата на Alameda, додека она буквално ги прокоцкала. Чисто види како изгледа, значи Керон Елисон е уствари неговата девојка, која што пред тоа беше CEO на Alameda, што е уствари она паралелна компанија за тргување која што соработува со FTX, која што е фактички поседувана од истиот човек, но не е битно, каде што истата, значи моментално се шета низ Њу Јорк, повторно иста ситуација, значи буквално се купува кафе во Манхетен, значи никој не може ништо да ја направи, очигледно, затоа што некој стои позади неа, само да ви покажам како стои работата повторно со американската правда, како и кога ги внесувате средствата во менувачници за кои што не знаете моментално каде истите се наоѓаат. Значи тоа е една од најбитните работи што мора да ги разбереме од оваа приказна, е дека мора да бидеме предпазливи со нашите средства, никој нема да ги чува како што ќе ги чуваме ние. Се додека вие не ги чувате во вашиот wallet, значи тоа е онаа реченица, несете ваши клучевите, не е ваше криптото. Само кога имате ваш клуч, тогаш е тоа ваше крипто, односно кога вашето крипто е на ваш cold wallet и само вие имате таа фраза. Следно, многу интересно што би сакал да разговарам е Виталик Бутерин. Значи истиот има многу сличен став на тоа што, значи ајде да речеме јас имам сличен став на него, нели, со оглед на фактот дека он е Виталик Бутерин, а јас сум само криптогемиџија. Значи вака. Она што јас постојано кажувам, значи барем го научив да речеме претходниот bear market, е дека bear market е најдобар показател за тоа кои се оние проекти кои што можеме на вистина да рачунаме, односно да гледаме дали ќе има напредок во следниот bull market или не. Затоа постојано ви кажувам дека додека еден проект не го преживее bear marketот, не можеме да видиме дали истиот има потенцијал или не. Зошто е тоа така? Значи и самиот убаво кажува, значи не се фокусирајте на цената на Ethereum, туку фокусирајте се на технологијата која што Ethereum моментално ја носи на пазарот. Сега, битно сето тоа што е. Значи убаво кажува, он како нели еден од најголемите дизајнери фактички во крипто секторот и пионир, сам кажува дека сите овие проекти најдобро се развиваат во bear market. И сите оние кои што навистина се интересирани за криптосферата се најактивни во bear market, каде што немате форсирани проекти, немате скем проекти, најчесто меме коените се мртви. Значи во оваа ситуација најдобро се гледа кој од овие проекти навистина има светла иднина, а кој не. Иако моментално криптосферата е многу млада, значи тоа не го менува фактот дека веќе некои проекти почнуваат да се изделуваат од да речеме од целосниот сектор. Така да убаво кажано од негова страна дека моментално во оваа ситуација најдобро се гледа кои од овие проекти навистина имаат солиден развој, кои имаат адаптација, кои од онив имаат да речеме и планови за иднината, roadmap и слично. Така да ова е една од најдобрите работи кои што некој кажал, а најдобро се гледа во bear market кој навистина ќе има потенцијален да речем добар развој во следниот bull market. Со тоа што ова дополнително, значи треба да не потсети уште една многу битна работа, значи е VP, односно Vice President на фонд кој што моментално раководи со 1,5 трилиони, че ова е некој од калибарот на BlackRock, ако се сеќавате. Повторно, ако не, ќе ве замолам да го погледнете тоа видео, големите играчи, многу битно видео во кое што ќе може сликовито да видите како големите играчи буквално го манипулираат пазарот, со тоа што овдека отворено, значи овој asset manager или vice president на овој фонд, значи отворено кажува вака, че сега да не одиме преку целото ова, многу е битно она што он го кажува. Значи, вели вака, институционалните инвеститори гледа на
не само на криптопазар, туку на било кој пазар кој што моментално е во комплетен колапс, како што е моментално ситуацијата од криптопазарот, со оглед на фактот дека сме длабоко под 1 трилион во маркет кап на целиот криптопазар, додека бевме 3 трилиона. Што значи во оваа ситуација е многу добро кажано од нивна страна. Значи institutions are long term holders, односно институциите се тие што моментално ќе го купат дипот и ќе чекаат до крајот на следниот bull market, тоа што ние постојано кажуваме. Богатство се прави во bear market. Институциите се институции и имаат толку големи пари затоа што го прават тоа што моментално ние само го зборуваме. Односно, финансираат во најдлабоките делови кога нас ни е страв и продаваат во највисоките делови кога ние сите сме загреани. Значи, тоа е она што моментално можеме да го научиме од институциите и што би ни донело големо богатство, а тоа е. Значи, буквално се кажува многу добро овде. Се зборува конкретно за Етериум и вели дека моментално ситуацијата на криптопазарот е толку катастрофална што привлекува огромен број на институции да купат огромен дел од залихите на Етериум, од залихите на биткоин и останатите криптовалути, кои што моментално ќе им донесат многу голем профит во следниот bull market, затоа што институциите знаат дека порано или подоцна bull market ќе има. И да не биде тоа во да речам оној циклус на биткоин кој што ние го очекуваме, значи верувајте ми, институциите имаат време и средства да го исчекаат сето тоа што моментално нас ни се брза и да продадат во најдобрата можна прилика, да купат во најдобрата можна прилика како што е сега. Така да ова е нешто што би сакал да го имате во предвид, значи ова е моментално ова е огромен фонд, а ова е човек кој што отворено зборува и ова е само пред еден ден. И тоа после колапсот со FTX, значи наместо да кажуваат овие асет менаџери дека крипто е мртво, они велат дека моментално Ethereum е одлична, значи big opportunities, одлична шанса за инвеститори, за институционалните инвеститори. Сега, зошто е тоа така? Зошто на пример овдека не вели биткоин? Значи, ако се сеќавате, најголем проблем моментално на големите инвеститори е тоа што биткоин самиот по себе не е зелен. Сакале или не, моментално самата политика во светот се форсира да инвестициите кои што вие ги правите треба да бидат зелени, односно да бидат што помалку конзумери на електрична енергија или на било каков тип на енергија кои што се потребни за да се произведе самото добро. Разликата помеѓу биткоин и Етериум е тоа што во оваа ситуација конкретно Етериум прво е многу зелен, затоа што количината на електрична енергија која што е потребна за да се произведе Етериум, за разлика од POW на POS моментално, односно Proof of Stake, е намалена за 99,95%, ја постојано го кажувам тоа, пошто е многу битно, затоа што кога на одредена институција и велите, или да речем корпорација, купете одредено добро, но истото е голем загадувач на средината, тоа автоматски во денешно време, барем посебно кога сите се загрижени за средината, нели, нормално што треба да биде, е уствари голем црвен знак. Значи затоа на пример би размислиле пред да купат биткоин. Додека за разлика од тоа Ethereum после самиот мерџ, моментално имаме, значи, комплетна зелена средина во која што се користи само 0,5% од 0,05% од претходната количина која што беше потребна за мајнинг на Ethereum. Така да првиот услов кој што е битен за сите корпорации и институции е исполнет комплетно од страна на Ethereum. Затоа и во оваа ситуација, значи овој подпредседател или како да кажам CEO или што и да е на овој огромен фонд, значи вели дека е огромна шанса затоа што прво тоа е исполнето. Значи вие кога купувате биткоин автоматски сте на мета затоа што на тој начин вие допринесувате во загадувањето на светот. Додека ситуацијата со Ethereum е обратна. И друга многу побитна работа, уште еднаш ќе напомена затоа што е многу битно, значи доколку би имале proof of work моментално, значи инфлацијата на Ethereum би била од моментот на мерџ до моментот на, да речем, денес 3,5% во плюс. Додека за разлика од тоа во POS, односно Proof of Stake, во оваа ситуација каде што сме на сосема друга мрежа со нодови, значи инфлацијата е 0,007% и само што не почнала да биде, значи, негативно. Со тоа што гледаме дека имаме се уште циклуси, но гледаме дека од самиот почеток сме станале негативна, односно сме влегле во дефлација, оно што постојано кажувам, и моментално се наоѓаме негде околу нулата, односно самиот Ethereum е скоро па дефлационо средство. Со тоа што ќе покажеме како изгледа проекцијата во оваа ситуација, значи моментално на годишно ниво се горат 492.000 Ethereum, додека се произведуваат 622.000 Ethereum. Значи
така да моментално се уште имаме поголемо произведување од горење. Со тоа што ова моментално ќе се смени затоа што ние само што почнавме моментално со овој механизам, после мржот нормално, а да не забораваме уште еден битен факт дека моментално вака е поставено затоа што не сме обулрани. Колку повеќе се користи Ethereum, толку повеќе burn ќе се зголеми. А ние моментално сме у длабок bear market, затоа и е нормално да имаме помал број на изгорени од произведени юнити. Додека кога ќе се придвижиме во следниот bull market и колку повеќе ќе се користи Ethereum, толку повеќе ќе имаме fees од кои што ќе се прави burn и на тој начин ќе имаме повеќе изгорени од колку што имаме произведени на годишно ниво, а производството на годишно ниво постојано ќе биде 622. Ако се сеќавате, значи за жал тој чарт веќе го нема, таа страна е избришана. Во средината на bull market од 2021 година, значи ние имавме горење на еден месец од прилика на оваа количина. Па замислете колку ќе биде на годишно ниво кога ќе влеземе во следниот bull market. Со тоа што многу битна работа е проекцијата која што моментално ја гледаме, дека од моментот каде што се наоѓаме моментално, значи од самиот мрж овека, па во оваа ситуација гледаме дека ќе се намалува се повеќе и повеќе, значи гледајте, се повеќе и повеќе ќе се намалува количината на Ethereum на пазарот затоа што се повеќе ќе се гори од колку што ќе се произведува. Значи овде може да видите како изгледаа до сега и како ќе изгледа сега со овој механизам после самиот мрж. Значи гледате дека се очекува се повеќе и повеќе да се намалува количината на Ethereum на пазарот. Гледате, значи оно total supply што го гледате моментално е негде околу 120.000. Значи до 2024 година се очекува да биде намален за скоро 2 милиона, гледате. Значи до крајот на 2024 година ќе биде намален за 2 милиона, што е голем дефлационен потек на овој токен, што многу ќе помогне кога станува збор за инвестирање на големи корпорации и институции, кои што нормално кога станува збор за дефлационен токен скоро да не може да се најде таков тип на добро на пазарот, кое што наместо да има инфлација, буквално добива на вредност колку повеќе време го држите во сопствениот во случајов криптовалута. Следно нешто за кое што сакам да разговарам е кои се најдобрите, да речем, екосистеми во најдлабокиот дел на bear маркетот, што многу кажува за оние кои што ние моментално ги чуваме, значи ова е истражување направено од еден од оние on-chain analytics платформи, а тоа е Sentiment, каде што значи моментално се мери на секој 30 дена кои од екосистемите, без разлика дали тоа е Ethereum, Cardano, DOT или кој да е друг, има најдобра активност, односно има највеќе скрипти, со тоа што уште еднаш, значи GitHub е местото каде што се изложуваат кодовите на оние, да речем, апликации, оние криптопроекти кои што се развиваат на овие екосистеми. Иако јас, значи, во овој програмерски дел се разбирам многу малку, затоа нема да се правам луд и да ви кажувам нешто што не знам, но многу едноставно е да се види во однос на нивниот развој, како што кажуваат и од овие on-chain аналитичка платформа. Значи вели вака, во последните 30 дена моментално, значи екосистемот на Cardano има 18% подобро развивање на проектите кои што се наоѓаат на неговиот екосистем, за разлика од сите други останати екосистеми, со тоа што на второ место е DOT, а тоа се уствари два од најголемите коини кои што ги имаме, односно 2 од 4 коини кои што ги имаме во нашето портфолио. Значи затоа и велиме дека има навистина многу голем потенцијал, со тоа што во претходните 30 дена, значи зборуваме претходните 30 дена каде што Cardano бил, тоа се ноември, додека во октомври ова место му припаѓаше на DOT, значи на Polkadot и на Kusama заедно, со тоа што Kusama самиот по себе е уствари повторен екосистем кој што е приклучен на самиот DOT екосистем, затоа пак ќе речем дека овие се два од оние потенцијални проекти кои што ние навистина веруваме за иднината и можеме да видиме дека значи топ 10, еве чисто за да имате во пребив како тоа изгледа, значи за ноември топ 10 екосистеми кои што биле по развој во однос на скриптите кои што се аплодирани, имаме на трет, значи DOT, потоа можеме да видиме, значи Kusama, Cosmos, Ethereum, Internet Computer, искрено не знам кој е статус, Decentraland, Filecoin и Vega Protocol. Значи ова се цели екосистеми кои што имаат моментално голем развој, односно каде што апликациите и криптопроектите кои што развиваат на нив направиле најголеми значи чекори на развивање, со тоа што уште еднаш морам да напоменам дека значи самата аналитичка платформа направила исклучиво
значи на нови скрипти истражување, односно не на оние апдејти кои што се стандардни на да речем протоколите и на апликациите кои што може да ги најдете на овие екосистеми. Така да ова станува збор за исклучиво нови проекти и нови скрипти, односно не апдејт на веќе постоечките, како што може да разберем сам, што мене ако прошувате уште еден показател дека можеби во овој најдлабок дел од на bear маркетот, значи пак ќе кажем јас сум задоволен со она што го поседувам, се надевам дека ќе бидам и во право во следниот bull маркет, како и да е, тоа се наши проценки, уште еднаш ќе напоменам, направете сопствени пред да ги внесете вашите тешко заработени пари во она што мислите дека има потенцијал во следниот bull маркет. Јас го презентирам она што го наоѓам на пазарите, посебно со оглед на фактот дека се наоѓаме во многу длабок дел bear маркетот и генерално вести нема нешто посебно и ако ги има почесто се негативни, но ова се многу позитивни вести што покажуваат дека и во најдлабокиот дел на bear маркетот имате толку добро развивање на овие екосистеми што се буквално повторно се враќаме на она што го кажа самиот Виталик Бутерин, дека моментално е моментот, значи правилниот момент за развивање на проектите кои што навистина ќе имаа потенцијал во следниот bull маркет. Следно кое што сакам да го спомнам е многу добар развоен момент од Avalanche во соработка со Alibaba Cloud, кој што представува моментално најголемиот провайдер на cloud services, односно на меморија, нели онлайн меморија во целиот азиски континент, кој што, значи, соработката е исклучиво добра ако мене ја прашувате, иако можеби користење на централни cloud storage не е најпаметно кога станува збор за нодови, со оглед на фактот дека повторно овој централен storage, значи кога користите Filecoin станува збор за децентрализиран storage unit, додека кога користите централизиран, како што на пример Solana моментално прави соработка со Google Cloud Storage, како што и во оваа ситуација Avalanche прави соработка со Alibaba Cloud Storage. Значи идејата е тоа што овој централизиран Cloud Storage може да ви даде многу големи услуги и многу голема стабилност генерално, со тоа што значи моментално Avalanche се обидува да почне да отвара нодови каде што нема да имате потреба од интернална меморија за да имате нод, односно да имате речемо огромен хард диск, туку ќе закупите фактички простор на Alibaba Cloud и фактички со овој простор вие ќе може да организирате нод каде што трансакциите од следните блокчейн блокови ќе бидат запишувани на самиот клауд директно, наместо да бидат запишувани на интернален storage unit, односно хард диск. Сега, тоа е се супер, но ќе кажам уште еднаш, јас лично мислам дека има голем ризик затоа што вие имате компанија која што ги поседува клучевите од овој storage unit, што во еден одреден момент, дали поради лични интереси или поради интереси на одреден, да речем, регулатор, може да одлучи да ви забрани да ги користите, на тој начин може дел од вашите нодови да станат некорисни. Значи, затоа што ќе ви го забрани сториджот и на тој начин автоматски овие нодови нема да можат да работат во тој момент додека тоа се случува. Така да, мене ако прошувате користење на централизирани cloud storage не е паметно, кога станува збор за нели ваков тип на проекти, но останува да видиме. Можеби ова ќе биде супер соработка, секако ова е добро затоа што на тој начин се проширува криптосферата, но е потенцијално ризично во случај да ваквиот cloud провайдер одлучи да биде проблем, да речем, за Avalanche. Следна и многу мила тема на која што сакам да зборувам, иако има многу луѓе кои што не им се допаѓа ова, па ќе кажам, може да го прескокнете овој дел од видеото, јас извинувам, но Ripple е една од оние проекти кои што јас навистина имам, пак ќе кажам, доверба лична, не доверба која што вие треба слепо да ја верувате, туку треба да направите сопствено истражување. Значи, скоро се приближуваме до крајот кој што мислам дека многу од луѓето кои што посетуваат Ripple го чекаат, иако многу од нас купија во многу поголни ситуации кога цената беше многу доле, но нормално сите се обидуваме да дојдеме до тој конечен крај, каде што на еден или друг начин ова конечно ќе се заврши и ќе знаеме што сме, со тоа што ќе кажам уште еднаш дека и позитивен и негативен исход нас нема да не промени од фактот дека Ripple и понатаму ќе биде една од главните коини кои што ги имаме. Значи јас лично заедно со мојот тим сме одлучиле дека без разлика како да заврши овој случај и понатаму ќе продолжиме да го држиме Ripple со оглед на фактот дека во иднина истиот има огромен потенцијал и според нас мислиме дека би било огромна грешка ако се откажеме од овој коин поради тоа што направил некој мал, не знам, во ситуација изгубил некоја мала пресуда, иако не е толку мала, но на генерално ниво овој коин, значи оваа пресуда веќе е буквално небитна. Иако нели ова ќе придонесе, да речем,
во моментален памп и сето тоа и ќе придонесе за уште поголемо прифаќање на овој коин. Да не забораваме дека уште еднаш Ripple е надвор од Америка, така да оваа пресуда нема да значи многу и истиот има веќе огромен број на партнери кои што и понатаму ќе работат со него, но кога ќе добие соодветна регулаторна јасност, значи да се знае што уствари представува и нели што понатаму со него, ќе биде уште подобро за ваквиот проект. Сега, значи ова е еден од адвокатите, James K. Filan, кој што го следи овој случај уште од самиот почеток. Значи интересно е тоа што самиот предвидува, затоа што истиот е пред тоа бил federal prosecutor, е еднакво на јавен обвинител во нашата правна сфера, со тоа што значи кажува вака. Во однос на претходната историја во која што значи се гледало како во случајов имаме соодветен судија кој што нормално во однос на тоа какви одлуки донесува во минатото, многу од адвокатите можат да си представат слика за тоа што да очекуваат од потенцијална одлука од ваквиот судија. Со тоа што значи наше неколку случаи во кои што имаме слични поставувања на тоа како би требало да одлучи судијата, значи според моменталната историја која што е позната за овој Judge Torres, односно судијата Торес, жена, значи очекува, значи овој е адвокатот кој што има доста познавање од целата оваа сфера, дека значи истата нема да донесе парцијални одлуки затоа што се уште имаме неколку работи кои што треба да се одлучат. Значи последниот ден за доставување на материјали беше 2 декември, што значи дека конечно тоа е завршено, сега моментално останува само судијата да донесе одлука, со тоа што имаме 3 сегменти за кои што треба да донесе одлука, а тоа е првиот во однос на тоа каква ќе биде, значи проблемот е што главната одлука е она summary judgment што се бара, односно одлуката по која што фактички ќе се каже, значи summary judgment во однос на тоа што е моментално познато, дали Ripple е во право или не, односно дали Ripple представува хартија од вредност или не, што е главното нешто по кое што треба да одлучи. Но пред да одлучи за тоа, треба да одлучи во однос на експертските сведочења кои што се уште не има одлучено, односно да одлучи кои од истите ќе бидат опфатени и не во самата пресуда, затоа што нормално дека некои од нив нема да бидат релевантни според нејзината одлука нормално, како и за тоа кои од нели значи она кај нив има таков тип посебен на затварање на документи во договор помеѓу двете страни, кои што нема да бидат овозможени на јавноста да бидат видени, со тоа што во оваа ситуација значи сите мејлови од Хинмен е побарано од СЕК да бидат значи изземени, да јавноста да не може да ги види, со тоа што нормално Ripple бара обратно да бидат дозволени за јавноста, значи и за тоа треба да одлучи судот, но донесување на овие две одлуки се директно поврзани со првата, каде што треба да одлучи нормално, финално, со она што моментално го поседува, за тоа дали Ripple представува хартија од вредност или не. Така да, според James K. Filan, тој очекува дека не е толку касно, затоа што некои луѓе кажуваат дека може да се чека дури до 6 месеци, он очекува да има многу побрзо донесување на одлука со оглед на фактот дека пак ќе кажеме запознаен со работата на судијата Торес и дека судиката Торес и дека поради оваа причина очекува дека истата со оглед на фактот како изгледа нејзината историја на работа ќе донесе одлука многу побрзо од она што очекуваме, да се надеваме дека е во право, како и да ова е негово видување, но е интересно да се спомне затоа што конечно дојдеме до моментот каде што очекуваме конечно да има одлука, дали е позитивна или не е позитивна, за нас не е битно. И многу битна работа, тоа што значи уште веднаш нели после само тоа е 2 декември кога конечно ги поднесуваат последните поднесоци до судот. Значи на 2 декември имаме огромни поместувања преку Whale Alert, значи тоа е апликација, односно група која што може да ја најдете на Telegram. Јас неколку пати сум ја спомнал, јас имам истата, ќе ви напоменам уште еднаш дека не е лошо да ја земете, иако малку ќе ви досаѓа, но е добро да видите кога има голема активност на пазарот. Значи тоа е на некој начин како бесплатен алерт да имате кога некој врши големи продавања и купувања, односно кога имаме поместување на китови во било кој дел од криптото, и исто така кога имаме активирање на стари новчаници. Така да исто е многу битно, со тоа што можеме да видиме дека преку Whale Alert на самиот ден имаме огромни поместувања. Гледате, значи 280 милиони Ripple се
практично преместени од еден на друг анонимен wallet, како и нормално за тоа што се познати walletите на менувачниците, имаме неколку поместувања од менувачници кон приватни wallet, што значи дека некој ги купил и ги отстранил во приватен wallet затоа што не планира да ги продава. Сега, повторно, ова не е некој голем индикатор, затоа што јас го имам Whale Alert и искрено, значи на дневно ниво се дешаваат овие работи, не е ова нешто толку посебно како информација, но е интересно тоа што се случува точно на денот кога се поднесуваат последните документи и пак ќе напоменам, е добро да имате затоа што помага буквално да ви каже кога треба да погледнете да не има нешто ново на пазарот, нешто што моментално не сте свесни дека се случува. Следно една многу интересна вест, значи иако знам дека ова е жално затоа што многу луѓето ќе изгубат, но знаете како, сите овие напади на хакери се на некој начин шанса за блокчейнот да се развие, да ги надмине и да стане се подобар. Ова е навистина жално, значи 20 милиони долари е голем хак, значи иако јас немам никакви познавања од ова, но економскиот дел можам да ви го објаснам и е доста интересен како тоа го направиле, со тоа што значи ги ноѓаат оние пукнатини во блокчейн технологијата, кои што се уште не се пополнети, кои што се уште не научиле како да ги покријат. Значи многу интересно направено, морам да признаам, значи ги искористиле Anchor и Helio протоколи. Значи Anchor ви е познат, Helio јас искрено не го познавав, со тоа што значи како го направиле тоа. Значи ова е уствари откритие преку on-chain, значи ова е, се сеќавате, јас ви кажав дека постојат други компании кои се занимаваат со следење на овие трансакции, затоа што значи самиот блокчейн е активна книга која што постојано може да биде прочитана. Значи тоа е она што постојано кажам, тоа е најдобриот дел во блокчейн технологијата каде што нема бегање. Значи вашите трансакции се следени постојано, така да оној кој што прави глупости ќе биде најден порано или полосно. Сега, како го направиле тоа? Значи добро интересно објаснето од овие BlockSec како сигурносна фирма за следење на трансакции on-chain. Значи вели вака. Прво, иако нели се овој дел не го објасниле како и јас не ми е познато, не е ни битно, како и да е нашле, значи да речем пропуст во блокчейн алгоритмот или блокчейн програмирањето на Anchor протоколот, каде што успеале да изминтаат огромни, значи трилиони ABNB токени, кои што знаете и сами, онаа кога значи овие ABNB се уствари во противвредност на BNB, имаат истата цена, но се rolled up. Значи фактички вие за да може да користите BNB токен на друг да речем блокчейн, друг смарт контракт платформа, вие мора фактички да го вложите вашиот BNB, со тоа што тој ќе биде фактички земен како колатерал, а во противвредност ќе добиете на тој блокчейн соодветен ABNB токен кој што е соодветен за таквиот блокчейн, затоа што BNB не соодветствува со Anchor протокол и неговиот блокчейн технологија. Така да тоа е rolled up солуција во која што вие добивате противвредност на истиот токен во неговиот блокчейн, значи блокчейнот на кој што се обидите да се префрлите, и кога ќе се обидите да се вратите назад, фактички вие го враќате овој токен и го добивате вашиот BNB токен назад. Сега што е проблемот? Значи они кога успеале да го изминтаат овој затоа што наше некаков пропуст ABNB, фактички потоа само го замениле за BNB. Со тоа што истиот нормално не го направиле на Anchor протоколот, но многу од децентрализираните менувачници нудат соодветни размени на ваков тип на различни RAP токени и коини од еден блокчейн на друг во превод. Истиот само го повлекол овој коин од самиот Anchor протокол и на децентрализирани менувачници како Uniswap, како SushiSwap и слично го променува за BNB назад. Значи вие фактички имате човек кој што променува нов изминтан токен затоа што во моментот се уште имате ликвидност, односно имате BNB кој што е на менувачниците за да биде заменет за овој ABNB. Фактички децентрализираните менувачници не се информирани во овој момент дека имаме ваков упад и на тој начин ја исцрпуваат целиот целата ликвидност за BNB и го заменуваат за овој ново измитан токен кој што нема никаква вредност. Со тоа што он добива токен кој што има вредност, кој што е уствари BNB од официјалната BNB мрежа. Со тоа што сега вториот дел е уште покреативен. Значи вториот дел е уште покреативен, во кој што истиот претпоставувам хакер, значи овие 183.000 ABNB ги купил за само 10 BNB, затоа што цената постојано паѓа како оние цеди ликвидноста на BNB. Значи он буквално ги купува истите овие токени додека ги заменува за BNB кои ја црпи ликвидноста и најдобриот момент,
Значи, вие 183.000 ABNB, кои што ги купил скоро за ништо, ги поместува на овој HEI stablecoin протокол, така речено, и ги заложува затоа што на овој HEI stablecoin протокол, која е ова апликација, очигледно се уште не е апдейтирана цената, дека ABNB буквално скоро па отишол до нула, значи затоа што нели ова е RAP токен и ја цеди ликвидноста на BNB, и самиот по себе поради тоа што имаме огромно минтање, трилиони од овој токен, нормално дека нели ја губи својата вредност. Иако нели е во противвредност на BNB, затоа што има премногу вакви токени, ја губи својата вредност. Но поради тоа што цената се уште не била апдейтирана на HEI, затоа истиот можел да го купи ова големо количество на ABNB, затоа што веќе ја изгубил цената на децентрализираните менувачници со 10 BNB, но овдека се уште стои официјалната цена на ABNB затоа што не била апдейтирана, и истиот со оваа сума на ABNB која што ја купил само за 10 официјални BNB, ја заменува за $16 милиони. Значи, вториот дел од хакот е уште поголем. Со тоа што ваквиот огромен износ на пари според Blocksec е поместен на Binance, каде што веќе 3 милиони се замрзнати. Тоа е оној добар момент кој што морам да го пофалам за ваквата сигурност на блокчейн, затоа што едноставно многу е тешко да направите било што со ваквите пари со оглед на фактот дека веднаш ќе бидат флагирани и дека не може да ги изнесете додека фактички не искористите соодветно име, така да ќе се знае точно кој го направил ова и е голема сигурност за самиот блокчейн, но тоа не го менува фактот дека кој да го направил ова веќе ги земал овие средства. Сега значи нели, пак на некој начин нема напредок без болка, тоа е најголемиот проблем, како и нели секоја нова технологија, значи кога се обидувале да изградат нови авиони, ако не го направите авионот како што треба, ќе падне. Но на тој начин ќе научите како треба следен пат. Е проблемот е што многу пати кога паѓа авионот, значи нели, како што носи материјална штета, носи и човечка штета, што многу слично на ова, односно, значи ако не го направите протоколот и блокчейн технологијата како што треба, нормално некој ќе најде начин како да го злоупотреби и на тој начин, како што може да видите и сами, ќе допринесе за загуба во финансиски средства, но да се надеваме дека понатаму нели како што можеме да видиме се уште се развива оваа технологија, е многу млада, но гледаме дека се подобри и подобри се на некој начин сигурностните механизми кои што овој блокчейн технологија ги носи, со тоа што и самиот по себе е направен да биде јавен и да луѓето едноставно не можат да избегаат со пари. Тоа е многу добар момент. Сега, следно за кое што сакам да зборувам, значи пред да ви кажам, би сакал да погледнете оваа слика. Еваа бабава, значи не знам колку години има, ама оваа бабава моментално во Европска унија е најголемиот негатор на криптовалутите и она има многу голем проблем со тоа што моментално имаме адаптација, односно прифаќање на криптовалутите. Значи ова се случува во момент кога Европската унија веќе донесе законодавство за прифаќање на криптопроектите, да оваа баба и понатаму продолжува да го негира крипто и во оваа ситуација затоа што она е канцелар, она е фактички директор на Централната банка на Европа. Значи, замислете, тоа е најголемата финансиска институција во Европа, во која што она и понатаму тврди и ги предупредува банките кои што сакаат да превземат работа со биткоин првенствено, а потоа и останатите криптовалути, дека ова ќе допринесе затоа што според нејзи нормално биткоин ќе оди до нула, како и останатите дедовци и баби, ќе напоменам бабава. Значи предупредува дека ако банките го земат ризикот да станат биткоин адоптери и истите да фактички даваат кастади на своите клиенти, голема веројатност е дека кога биткоин ќе се намали повторно на вредност, ќе ги изгубат овие клиенти кои што нели ќе бидат лути за тоа што изгубиле на вредност, според нејзе нормално, со тоа што дополнително да не заборавиме дека истата повторно го прашува истото прашање дали оваа технологија е навистина толку добра, дали ова навистина има некаков use case, односно корисност. Не, нема корисност, затоа и нели имаме огромен број на билиони во ова, зашто нема корисност, нели. Како и да е. Нели, па ќе кажам, бабава, значи јас кога гледате дека вакви луѓе одлучуваат за вашата финансиска иднина, јас мислам дека треба да се осеќате многу сигурно. Па проблемот е што најчесто вакви фаци што немаат појма од новата технологија се тие што одлучуваат за следните политики на целиот континент. Замислете колку жално е тоа. Значи имате огромен број на институции, корпорации кои што го прифаќаат ова затоа што гледаат каде се тоа се движи,
но за жал ние се уште сме како да кажеме, закочени кога вакви дедовци и баби кои што се уште не знаат можеби да користат и мобилен телефон со тачскрин, одлучуваат за тоа што ќе биде паметно за нашата финансиска иднина. Ете, тоа е најголемиот проблем. Значи, ако се сеќавате ова, што моментално го зборува теткава, бабава, значи ќе го споредам со, ако се сеќавате, имаше ситуација во кој што имаше одредени представници на најголемите крипто проекти, менувачници и слично, кои што беа повикани пред Американскиот совет да зборуваат за крипто. И сега наеднаш кога Американскиот совет, создаден од вакви баби и дедовци по 300 години, ги прашаа да им објаснат што е тоа, значи мораше секоја реченица, секој збор од секоја реченица да биде објаснуван постојано. Значи не може вие да објасните на човек кој што се уште живее во технологијата од време на радиото, во Втора светска војна кога она била тинејџерка, да објасните што представува блокчейн. Значи тоа е исто како што на на американските регулатори. Никој не може да им објасни дека ако имате правна регулатива од 1945 година која што се уште ја користите, не може истата да биде користена за технологија од 21 век. Значи не може да биде користена. Глупаво е. Значи вие имате закон кој што е донесен кога највисока технологија била радио. А вие истиот закон го користите во момент кога имате, значи развојот од 45-та наваму, знаете и сами, само филмски може да се представи. Значи тој развој кој што го имаме до сега. Па затоа велам дека се додека имаме вакви закржлавени суштества кои што одлучуваат за нашата финансиска иднина, а за жал тоа не е само во Европската унија, ова е само највисокиот представник на највисоката финансиска институција во Европа, која што е уствари таа што одлучува дали е паметно или не да се користи блокчейн технологија. Да не забораваме. Тоа е главниот проблем. Проблемот е што моментално власта во светот припаѓа на баби и дедовци кои што немаат абер ниту од технологија, ниту имаат абер од тоа каде моментално се движиме во 21 век, и се додека оставаме вакви фацки да одлучуваат каде ќе се движи понатаму и финансискиот и технолошкиот свет, ќе си патиме. Тоа е главниот проблем. Сега ги се вратиме уште еднаш истата ситуација што во претходните вести кажавме дека Русија моментално се обидува да создаде државна менувачница за крипто размена, со тоа што моментално една од најголемите банки во Русија, Сбербанка, додава поддршка за тоа што јас ова не го знаев, на пример. Сбербанка има свој собствен блокчейн, своја собствена блокчейн мрежа, технологија, која што моментално ќе даде сапорт, односно ќе има поддршка за Ethereum и MetaMask, со тоа што Ethereum и MetaMask ќе може да се интегрираат со самиот блокчейн на Сбербанка, и сите оние клиенти кои што Сбербанка ги има ќе може буквално да користат Ethereum мрежата како и MetaMask walletот за трансакции низ целиот свет. Со тоа што автоматски, значи ви имате надминување на целата онаа блокада која што моментално е поставена на сите руски државјани. Значи ја можам да ви кажам прост пример, моментално мојот хотел кога ќе дојдат руски државјани, нивните кредитни картички не работат. Затоа што се исклучени од целата онаа мрежа во Европа, каде што доколку дојдат од странство мора да дојдат со кеш. Значи едноставно не може да дојдат со кредитна картичка, затоа што буквално серверите кои што ги имаме, односно оние машини за кредитни картички, не ги прифаќаат трансакциите. Автоматски со ваквата интеграција на Ethereum мрежата и на MetaMask walletот, вие имате надминување на целиот овој механизам на забрана на овие картички, затоа што вие ако оставите на вашиот MetaMask, не знам, било каков тип на криптовалути и дојдете овдека, истите можете да ги искористите со цел да, платите, да купите што и да е. Нормално со тоа што ќе мора да направите повторно одредени трансакции, затоа што и од MetaMask мора да биде префрлено некое соодветно средство за кое што ќе можете да купите и продадете. Директно од MetaMask многу ретко може да купите и продадете, но како и да е, ова е повторен начин на кој што Русија наоѓа како да ги заобиколи овие блокади кои што се поставени, и ќе напоменам че ова ембарго кој што е моментално на Русија ќе помогне многу крипто светот, затоа што гледате како Русија се обидува да прилагоди својата технологија со цел да може да ги заобиколи овие блокади. Значи тоа е добро затоа што адаптација на крипто во Русија ќе донесе светска примена, како што кажавме и претходно. Интересно за да се спомне исто така дека моментално Кина, иако не признава, има целосен бан на криптовалути, во исто време признава NFT. Значи кратко, интересна идеја.
е тоа што моментално NFTs во Кина, според овој артикл кој што го прочитав овдека, NFTs може да поседувате, но треба да бидат на официјалниот блокчейн кој што е дозволен од самата држава. Претпоставувам тоа е у самиот CBDC, колку што јас можам да разберам оваа ситуација, со оглед на фактот дека, значи вели, NFTs представуваат виртуална собственост и се моментално заштитени со овој практично со оваа пресуда се прогласени за дека фактички со законот за виртуална собственост ќе бидат заштитени како виртуални добра, што е многу добро ако мене прашувате, но проблемот е што станува збор за приватен блокчейн. Значи ова е блокчейн кој што го поседува самата Кина, односно тоа е самиот CBDC претпоставувам. Сега можеби сум грешка, пак ќе кажам, не сум сигурен, но интересно е тоа што имате комплетен бан на сите криптовалути, додека во исто време NFTs ви се прогласени за виртуални добра и се комплетно легални и секој може да ги поседува. Така да тоа е малку контрадикторно и затоа и се вели дека моментално овој закон е некоја сива зона, затоа што дури да поседувате NFTs на нормален, како што е на пример екосистем како Ethereum, повторно е припаѓале на истата овој закон, заштитени под истиот овој закон, но проблемот е што вие фактички не може да поседувате Ethereum, а може да поседувате NFT на Ethereum мрежата. Што е малку смешно, но како и да е, ова е интересна работа која што видов моментално, сакам да споделам со вас. И моментално Пакистан донел закони со кои што фактички спроведува процедури за проширување и односно за конечно лансирање на CBDC проектот до 2025 година. Сега, иако ова генерално не е нешто многу битно за нас, но е на долгран, затоа што, како што кажав и претходно, значи не е само Пакистан, а Пакистан е една од најголемите држави во светот. Со тоа што сега ќе ви покажам, че јас ќе направиме посебно видео каде што ќе го апдейтирам овој дел, но гледајте ги зелените, тоа се оние кои што има моментално пилот фаза, додека овие како да кажам, како да речем розови, се оние кои што имаат моментално лансиран проект. Значи, иако тоа се најчесто мали држави кои што имаат лансиран, но се 11, пред тоа беа 4. Значи, кога пред 4 месеци направи вакво видео за CBDC, беа само 4. Сега се 11. Имате 15 во пилот фаза, меѓу кои Русија, Индија, извинете, ова е Казахстан, а само момент. Значи, Индија не се уште, ова е Казахстан, моја грешка. Значи, Русија, Индија и Кина се моментално во пилот фаза, односно истите ги тестираат проектите кои што ги имаат направено. Со тоа што имате и во развој, значи гледајте ги во развој. Австралија, која што велеше дека ќе го запре комплетно развивањето на ова, затоа што нели низините граѓани се против, еве гледате колку го запрала. Индија, како една од најголемите држави, потоа ги имате Иран, Турција, Бразил, значи како едни од најголемите, и нормално Европа, која што исто така е во комплетен развој на ова, да речем, практично само што не влегла во пилот фаза која што е најверојатно за 2023 година, и Канада нормално, како и во research која што се 46, значи се што е развиено во светот веќе е во некаков степен на или во развој или во истражување, ако не се веќе влезени во пилот фаза, а со тоа што гледаме дека овие три држави сами по себе представуваат 1/3 од светот, не извинете, 1/5 горе-долу од светот, што значи дека 1/5 од светот веќе се во пилот фаза на крипторублја и криптојуен. Па сега вие видите. Значи, ова е само за да ви покаже дека колку е тоа да не ви го кажуваат јавно, значи они моментално развиваат, како што може да видите и сами, CBDC проекти, затоа што, значи, сакале ние или не, они ќе се обитуваат да ги промовираат овие CBDC проекти наспроти крипто, како крипто е лоша ствар и е приватна ствар, додека ова е државно и е сигурно. Така да само сакам да ви напоменам што моментално доаѓа, да го имате тоа превид, затоа што ќе се обидат да ви го продадат како сигурен избор, како нешто што ќе ве заштити. Нели, ќе направиме ние посебно видео повторно за CBDC, каде што ќе ги разоткриеме сите овие идеи што представува CBDC и зошто тоа представува заторот на 21 век, каде што вие ќе бидете затвореници на вашето портфолио и доколку направите нешто што не се допаѓа на државата, истата ќе почне да ве казнува со тоа што ќе ви го забрани или ќе ви одземе дел од вашето портфолио без да имате било каков начин на заштита. Значи, се додека вашето портфолио е директно поседувано од Централната банка, а CBDC тоа и значи Central Bank Digital Currency, тоа значи дека во секој време истите имаат целосен пристап до вашите пари. Така да, еден погрешен чекор, еден погрешен коментар и вие ќе добиете казна директно на вашето портфолио.
Така да ова е последно што сакам да го покажам од вестите, иако како што кажав, може денешното видео беше малку долго, но ова е доста критичен дел од bear маркетот, па за жал нели морав да ги обработам сите овие вести кои што се битни како што може да видите и сами. Така да се надам дека овој се допадна, како и секогаш, иако малку сме касно, извинете, но како што може да видите, нашата работа некогаш не дозволува да снимиме видео точно во моментот кога сме го ветиле, но нели ако не го добиете денес, ќе го добиете во следниот ден, како што е во ситуација нели вестите, истото ќе биде и со техничката анализа за утре. Како и да е, ви благодарам на поддршката како и секогаш, се надевам дека ви се допадна она што моментално го направивме. Се надевам дека научивте нешто од сите овие вести кои што ги споделивме со вас. Во секој случај останете и со нас понатаму. Веќе сме во преговори, во текот на четврток, петок, најкасно сабота ќе добиете уште еден подкаст заедно со Никола, каде што ќе разговараме за последните теми кои што ги најавивме, а тоа е Ethereum Server Name како и Lightning Network на Bitcoin, каде што ќе ги разглобиме јас и он заедно, ќе ги споредиме знаењата кои што ги имаме за овие две теми и ќе можеме да ги споделиме со вас. Така да останете и понатаму, гледате и сами дека работиме постојано на информирање и нели едуцирање на нашата јавност и на нашата заедница, и ви благодарам уште еднаш за сите за поддршката која што давате на нашиот канал, како и секогаш. Најмалку и нели она мало што го бараме од вас е само, доколку не ви е проблем, да го споделите ова со луѓе кои што сакаат да научат, кои што се заинтересирани за крипто, затоа што моментално bear маркетот е најдоброто место каде што може да научите за тоа што представува крипто и се поврзано со крипто. Така да ви благодарам за таа поддршка. Верувам нели дека бесплатна материја од типот на она што ние го правиме е најмалку што може да го дадете на некој што сака да научи. Не верувам дека е толку голем проблем. Така да во секој случај нели за секаков тип на поддршка ви благодариме, како и за вестите и информациите кои што ни доставувате до нас, кои што ни ги доставуваме назад до нашата заедница. Значи како заедница можеме да успееме повеќе, затоа верувам дека нашата заедница може многу добро да се постави за следниот bull маркет. Истражуваме, го следиме пазарот и се движиме до следната шанса за профит. Благодарам уште еднаш, имајте добар ден и останете со нашиот канал Криптогемичи.